Значи се најдуваме на локацијата до депонија, каде што работиме втората фаза на Центарот за управување на отпад во Плев, што работи Комуналец Плев. Ова втора фаза е секундарната селекција на отпад, кој во моментот се гради халата, 1450 метра квадратни. Целата таа инвестиција на секундарната селекција на отпад ќе кошта 2 милиони евра. Целта на ова финансиска инвестиција е 1.200.000 евра ќе кошта инфраструктурниот дел, додека машинскиот дел ќе кошта 800.000 евра. Ние дел од машинскиот парк го имаме купено, значи купени се некаде околу 300.000 евра, ќе треба да ги докупиме машините и сметаме дека ова фабрика ќе се покрие до крајот на годинава, ќе биде во функција неофицијална, ќе пуштиме пробно работење. Во една смена ќе биде вработени 50 вработени, пошто ќе работи 4 сменски, ова секундарна селекција ќе вработува 200 зелени работни места. Моделот е компониран да сама се инвестира, сама со себе, значи преку продажбата на отпадната суровина. Сета таа на крајот ќе биде покриена изворот на електрична енергија, ќе биде фотоволтаици, 48 киловатни, али таа ќе дојде во четврта фаза која ќе доработиме. Додатокот во третата фаза на ова Центар за управување со отпад, третата фаза ќе биде компостарата. Вредноста на компостарата ќе биде 2 милиони евра. Ја работа најпознатите две светски фирми и дените проекти ги работа, тоа е компост систем. Таа ќе работи технолошкиот процес, додека фирма компресор ќе работи машинскиот дел. Се надаваме дека овие две фирми ќе го сработа нашето идејно решение, додека самиот проект ќе се работи во Прилеп, значи главниот проект. Радува фактот што сме општина која е најнапред во однос на третирањето на отпадот и селекцијата на самиот отпад на ниво на Република Македонија, со што важиме за една од еколошки најчистите општини во Република Македонија. Дека тоа е така, кажува и фактот дека во Прилеп првпат се гради фабрика за секундарна селекција на отпад на ниво на Република Македонија. Ова фабрика навистина многу ќе придонесе, бидејќи покрај примарната селекција на отпад која ја направивме и ја превршуваме во градот, а потоа ќе настапи во населените места, ова ќе биде веќе втора фаза, односно секундарно селектирање на отпадот и добивање на суровини кои ќе овозможуваат и одреден профит, односно самоодржување на самата фабрика. Бенефитот е заштита на животната средина и отворање на околу 150 до 200 нови работни места. Инвестицијата е со помош од локалната самоуправа, јавното комунално предпријатие Комуналец и покрај едно од најсредените депони, тука со ова фабрика, овој комплекс комплетно ќе биде затворен од еколошки аспект и ќе биде ова фабрика пример на ниво на другите општини во Република Македонија како треба да се третира отпадот во таа примарна и секундарна селекција. Исто така имаме надоврзување на овој проект и со компостара. Голема благодарност и до Европската унија и прекуграничната соработка која овозможија да Прилеп биде корисник на околу 180.000 евра во наредниот период кои ќе бидат вградени во идната компостара која што ќе се гради овде. Комуналец покрај јавното предпријатие Комуналец, покрај одличниот, да речам, одржување на хигиената во градот, третирањето на самиот отпад, исто така Прилеп важи за еден од најчистите и најзелени градови во Република Македонија и ќе се трудиме заедно со локалната самоуправа и комуналното предпријатие ова ниво да го држиме понатаму во градот и општина Прилеп.
Секој година.